Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Скопската котлина, во незиниот северен дел. Овој пат решив да прошетам во непосредна близина на Скопје, главниот град на Република Македонија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, на целиот свој атар од сите типолошки варијанти и денешното наше современие. Од устите преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи се дознава дека во оваа регија била населена уште пред 4000 години пред нашата ера, а тоа се поврзува со градот Скопје, кој за прв пат во документите се спомнува од Клавидий Птоломеј под древното име Скупи. Наминав во атарот на општината Шуто Ризари, една од 10-тината општини кои припаѓаат на урбаниот дел на градот Скопје, поточно речено во селото Горно Ризари, едно од двете населени места која е во составот на единицата на локалната самоуправа Шуто Ризари, да го видам поодблизу што се вели, да се видам со мештаните, да се помоабетам со нив, тие да ми ги раскажат приказните што им ги раскажувале нивните дедовци и баби за нивното родно село, селото Горно Ризари, а дел од тие приказни да ги преточам во оваа документарна репортажа. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощно рано во утринските часови. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше пролетен, небото кристално чисто, сонцето што туку беше изгрејано над Скопското Црногорие, каде што селото Горно Ризари раскошно блескотеше под зраците на скопското сонце, распослано во пазувите на североисточните ограноци на планинскиот горостос Скопска Црна Гора, на возвишението кое благо се издига над Горно Оризарското поле. Додека со поглед го пратев хоризонтот што ме окружуваше и се насладував од колоритната убавина која природата му ја дарила на ова село, и така да речам се обидував да ги средам моите првични импресии, за миг мојата мисла ја отргна еден непознат глас кој ми довикуваше: "Здраво, Зоране! Добро утро, Зоране! Добре дојде во моево родно село, селото Горно Ризари." "Добро утро," му одговорив. "Да знаеш колку ми се радува душава што ме пречека," му реков. "Јас сум Игор Мирчевски," ми рече. "Редно е и ти да си дојдеш дома, како наште сапиме, како домороден да си во селово наше," додаде. "Ајде да одиме в село, сите таму сме. Сите приказни што ни ги раскажувале нашите дедовци и баби за селово наше, од памтивека па се до ден денешен, ќе ти ги раскажеме. Да се види кои сме, што сме, од кај сме, какви домајкини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во Горно Ризари," ми велеше Игор Мирчевски.
Откако за кратко време си се прикажавме, кои сме, што сме, зашто сум дојден, од кај сум, со мојот домајчин Игор Мирчевски се упативме в село. Добро дојдовте во Горно Оризари, во моето село, да слушнете многу приказни од моите соселани и подобро да го знаете Горно Оризари. Ке се обидам во оба документарна емисија и јас да бидам дел од многуте хроничари кои во минатото го посетиле овој регион и моево село, кои зад себе оставиле многу пишани документи и јас дел од моите сеќавања кои ми ги раскажуваа по старите мои соселани преку овој аудио-визуелен документарен запис да ги оставам како оставнина на генерациите со надеж дека меѓу помладите горнооризарци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот, ми велеше мојот домајчин, а воедно и водич низ неговото родно село Горно Оризари. Еве, ќе почнеме со легендата. Значи, самото име Горно Оризари го има добиено уште во времето на првите фамилии што се доселиле на овој реон. Нашето поле, Скопско поле, каде што и припаѓаме како село, било многу богато со вода, плодно. Луѓето се занимавале со ориз. По тоа нивно занимање, нашето село се вика Горно Оризари и ние, населението, не викаат оризарци. Значи, освен тоа, како си поминувале годините, водите, знаеме, сите се намалувале, меѓутоа плодноста на почвата на нашето поле останува иста. Населението се занимава со некои други култури кои што се исто така познати во нашиот реон, како садењето на житните растенија, пченките, гравот, бавчите, значи, па сега и во поново време со модерните фолии. Па Горно Оризари се наоѓа на северниот дел од градот Скопје, односно по течението на реката Вардар. Близината од нас до центарот на градот е негде 8 до 9 километри. Се граничиме, значи, на север со селото Бразда, на запад се граничиме со селата Орман и Волково, на исток се граничиме со населбата Бутел и Кучевачка бара, селото Кучевачка бара, додека на север сме од нашата општина каде што припаѓаме Шуто Оризари и селото Визбео. Постоењето на Горно Оризари како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Горно Оризари, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. А за тоа зборува и тоа што при секоја бура што го зафаќа селото и околината, надојдените буици вода, собрана од падините кои се распростилаат на селото, на овој дел од Скопското Црногорие, носат и оставаат по должина на селските бразди бројни примероци на шајки, брутови и фрагменти од различни метални и керамички предмети, патеми скопани од поројните дождови и соливни води. Тоа се секако артефакти од некогашни живеалишни објекти во непосредната околина на селото, денес препрокриени со пластови земја, ми велеше мојот домајчин, а воедно и водич низ ова документарна емисија, господинот Игор Мирчевски. Кога се наоѓаме сред село, мораме да го кажеме и нашиот црковен храм, црквата Света Петка, која што е една од најстарите црковни храмови во овој предел. Меѓутоа, за тоа повеќе ќе ви објаснат моите соселани, а сега да појдеме да ги прошетаме сокаците во Горно Оризари, кои што од времето од стари калдрми сега се заменети со модерни асфалт.
Како што одминувавме чекор по чекор, движејќи се низ селските улици, патчиња и сокачиња во секој селски двор, мојот домаќин Игор Мирчевски ми предложи да ми ја раскаже приказната што пред неколку години ја прочитал од една книга која случајно му се нашла при рака, напишена од еден многу познат учен човек од Македонија, а пред многу години се иселил во Белград и исто како јас ги шетал сите села во Македонија, доктор Јован Трифуновски, а меѓу илјадниците страници напишени во таа книга за сите села во Македонија запишал многу податоци и за неговото Горно Ризари. Може, како не може, му реков. А мојот пријател Игор Мирчевски вака ја започна неговата приказна. Во книгата селските населби во Скопското поле, а се однесува за периодот до 1955 година во делот за селските населби кои припаѓаат во северниот дел на Скопската котлина, што јас ја прочитав, напишена од Јован Трифуновски за моето родно село Горно Ризари, е запишано следното. Селото Горно Ризари се разпостила во една сува и плитка долина. По долината јужно од селото се наоѓаат селските ниви, засејани со разновидни житарици, додека пак на благата падина која се издига над селото се наоѓаат лозијата. Додека пак селаните со вода за пиење се снабдуваат од селската чешма која се наоѓа насред селото и е изградена во 1928 година. Горно Ризари е патриотско село. Значи, за самостојна Македонија имаме многу борци кои што се бореле и загинале за денеска ние да ја живееме слободата. Во нивна чест и помен го имаме подигнато овој споменик кој што ќе го чествува нивното име. Вечна слава и благодарност на загинатите борци во НОВ и револуција и жртвите на фашистичкиот терор од село Горно Ризари во времето од 1941-1945 година. Загинати борци: Велковски С. Атанас, Таневски П. Илија, жртви на фашистичкиот терор, Петровски К. Трајан, Петровски Н. Божин. Според написот што го прочитавме до сега, ова спомен обележје е подигнато на 4.7.1990 година. Зоране, ми рече Игор Мирчевски, имам еден предлог, додаде. Предлагам овдека за малку да ја прекинеме приказнама што досега ти ја раскажав за писанието на доктор Јован Трифуновски, за да те запознавам со моите соселани, а подоцна ќе ти ја дораскажам како што ќе одиме низ село, како што ќе влегуваме од едно сокаче во друго, од едно патче во друго, во горното и долното мало. Предлогот со задоволство го прифатив. Што те привлекува да речеме вака да Привлекува, јас сум од тука роден. Оде си роден? Од која фамилија си? Ево од истата фамилија сме. Така. Што сте вие дајца? Девер ми. Девер. Така. Рече дека живееш во градот во Скопје, така? Пред колку години замина во Скопје? Сме од крај ние. Крај. И она беше таму па се повратила и така. Така. Од која фамилија си? Танеци. Танеци, ја? Тој што е иста фамилија сме. Да. Ова патот кој ќе околу оздола што изгледа, се тие Таневци. Танеци, ја? Тоа. Јас Така. е најголема фамилија тука во Ризари. Што те влече да дојдеш овде да речеме? И па како не ќе ми влече пилињата кај одат па доаѓаат тука и пеат, како тоа да. Така. Кај не вака да дај ниската. Еве си направивме мобет со ја го нареков твој соселенец, меѓутоа твојот родител. Татко ми е, да. Ајде ова да ми кажеш, што е мотивацијата да живееш овдека во Горно Ризари, овдека во периферијата на Скопје, иако е овачко блиску до центарот на градот? Па не живеам тука, живеам во близина, меѓутоа имам тенденција намера да живеам за неколку години, за 2-3 години да се вратам пак назад. Од кај што потекнуваат моите татко ми, дедо ми, прадедо ми и така.
Додека Игор Мирчевски започна така да речам со неговиот втор дел од неговата приказна од Јован Трифуновски, спроти нас, не многу далеку со повисок глас на мојот пријател Игор Мирчевски му довикна два тројца негови соселани. Игоре, подрастани малку. Дојдете понавака да се видиме со твојот, а бога ми нашиот пријател од телевизорот, што никогаш не го испуштаме од пред нашите очи, дури и нашиве секојдени селски работи за миг ги оставаме да видиме некое село, да го видиме поодблизу, да му кажеме и ние неколку зборови за нашето село Горно Ризари. Еве овдека се наоѓаме во едно од многуте села распослани во Скопско Црногорие, селото Горно Оризаре. Прошетав ни селово, направивме мовет со многуми на твои соселани, да ми се представиш како се викаш, од која фамилија си, како се викаше татко ти, мајка ти. Јас сум од Горно Оризари. Роден сум тука во Горно Оризари од дедо, од прадедо, од татко и мајка. Мајка ми е, дедо ми е од тука, умре на 103 години. Дедо Никола се викаше тој. А баба ти? Баба ми умрела кога јас сум се родил 59 година, кога сум имал 6 месеци. Така, како се викаше таја? Султана. Султана? Да. Од кај беше таја очго мома? Таа е Султана од Срешево, она е родена, од попова фамилија. Татко ми пред 30 години почина, мајка ми е Бањанка. Како ти се вика галабијата? Кусеви. Твојата домајчинка од каде е? Мојата домајчинка за жал почина. Така? Инаку Велешанка ми е од Нежилово, Велешко. Како и беше името? Пандура. Пандура. Може вака да... Пандура Паца ја вика. Така. Си створиме фамилија, си изродивме дечиња, си дочекаме внучиња. Баш денеска на внуката наша и е роден ден, 10-ти роден ден, 14 април. Нека и е денот, овој роден ден од векоит, да и дочекаш и за свадба. Амин Боже, амин, исто. Откако си го завршивме му обетењето со тројцата негови соселани од селото Горно Ризари, мојот домаќин Игор Мирчевски си ја продолжи приказната што пред неколку години ја прочитал во научниот труд напишена од доктор Јован Трифуновски, еден од најголемите антрополози и географи не само во Македонија и Балканот, туку и во светски размери. Со самото настанување на селото дојдени се, значи, прво фамилијата Мирчевци, меѓутоа исто така како постари фамилии кои што го сочинуваат ова село се фамилијата Таневци, фамилијата малце ќе се послужам со записот, фамилијата Станковци, Кусомитревци и Каскаровци. Овие фамилии, значи, во самото нивно доаѓање како празник, како селски слави ги имаат земено следниве празници. Мирчевци, фамилијата во која што и јас припаѓам, ја имаме земено славата Митровден, Таневци ја имаат Свети Атанасије, Станковци Свети Никола, Кусомитревци и Каскаревци Петковден. Твојата фамилија е една од најстарите семени родови, кои што речиси и први го населиле ова село. Која е семејната лоза на твоето семејство? Значи, јас како помлад, најблиските информации што ги имам за мојата фамилија се и на Галабија, како што не викаат Ристови. Значи, тоа е мој прадедо, кој што е исто така за мојата фамилија многу значаен. Целокупниот 90% од имотот што го имаме ние сите во ова место, благодарение на него, што го има купено. Потоа исто мојот дедо се викаше Спасо, кој што се занимаваше со сточарство, инаку многу беше познат во Горно Оризари. Чуваше околу 100 овци. Ти како потомок народот, колку сте ојчеви браќа и сестри? Мојот татко, значи, има две деца, јас и една сестра, која што е мажена во Радишани, близина тука. Јас со супругата, женет, и имам два сина, Леонид и Давид. Благослови, Владико, благословено е царството
сега и секогаш и во вечни векови. Како и претходно што најавивме, сега ќе се упатиме во нашиот црковен храм, Света Петка, да го видиме, запознаеме, а нешто повеќе за тоа ќе ни каже нашиот домаќин Чичко Стојан. Увелете во нашиот храм све што знам околу црквата, постоењето на црквата и ви раскажам. Јас што имам слушнато од моите предци, дедо, парадедо. Оваа црква, првата цариот дел изградена е негде по 16 век. 16 век. А новиот дел, доградбата е изградена негде 2006 година, 2005 е почнато, 2007 завршаме суѓиот. Након тоа после снимува сликањето, натрешното уредување. Тоа траеше не до 2010 година. Не имаме одека, празнуваме, славиме две слави. 7 август, поручек вечерта, црквата дава вечера. Имаме гости од надвор, од тука, од населаните. А втората слава, што ја прави, таа е главната слава. Името на Света Петка Параскева, тоа е на 27 октомври 2011 година сум тука. Секоја година за летна Света Петка си има кумство и за есенска си има друг кум. Па еве јас како помлад жител на Горно Оризари и во моите сознанија и истражувања што ги правев за Горно Оризари и за нашиот храм Света Петка, можам да ги потврдам сите овие работи што Чичко Стојан, домаќинот на нашиот храм, ги кажа и можам да кажам дека се веродостојни и точни. Истражувањето го направив по електронски пат на интернет, побарав некои книги, каде што дојдов до податоци од една книга која што има напишано доктор Јован Трифуновски, кој што сите овие работи ги има запишано во неговата книга. Јас тие податоци сите ги имам, можем да кажам дека се веродостојни и дека луѓето може да им служат. Значи, нашиот храм, како што спомна и Чичко Стојан, е изграден уште пред турско време, каде што овде и постоело христијанско население, недека околу 95 куќи. Они го имаат подигнато овој храм, кој што по тоа време турско бил сочуван, не бил разрушен. Меѓутоа населението кое што потоа дошло исто православно овде да живее, тоест нашите предци го имаат возобновено некаде, како што кажа Чичко Стојан, 15-16 век ја имаат возобновено, а вака овој изглед што денеска го добива, тоа е од наши донации кои што пред 10-15 години ги имавме собирано меѓу местното население и од спонзори и од целиот Скопски регион, па и од Македонија, можам да кажам, и го имаме направено ова прекрасно издание нашиот црковен храм Света Петка. Денот беше убав, што се вели, пролетен, сончев, таман за започнување на пролетните завршни подготовки за новата земјоделска сезона. Поголемиот дел од селаните беа на нивите. Едни ги ораа нивите, припремајќи ги за новата реколта, други ги угареа земјоделските површини за пролетната сеидба, трети ги прихрануваа есенските посеви. Не можев да одолеам,
а и со нив денес и помуабетам. Како си ми? Добра, супер. Така, кај ти е домајчинот? Домаќиното у Лојзе. Во Лојзе, а? Крој, да. Како ти името тебе? Мира. Мира, така? Миријана. Миријана, така. Од каде си родом? Ја од Избегово. Од Избегово? Да. Аха, така. Одека колку време живееш во? Од дека 46 години. 46 години. Што работите во село? Ние работиме малце во Лицке, Кромиче, Лојзе и така. Како што и самиот гледа Зоране, нашево село е полно со народ. Од година во година, бројот на населението ни се зголемува. Можам со право да кажам дека миграцијата град-село одамна е запрена во нашево село. Бројот на дечињата од година во година се повеќе се зголемува. Училиштево е полно со ученици, ми велише Игор Мирчевски. Јас се викам Михаил Мирчевски, имам 8 години. Во трето оделение, Во кој училиште? Живко Брајковски, Како ти се викат учителката? Лиljana Танасова, А другарчето што седи до тебе како се вика? Ева. Така. А ти чо? Јас се викам Мартина Томевска, имам 8 години, учам во основното училиште Браќа Рамис Хамид и сум трето оделение. Како ти се вика учителката? Доста. Што сакаш кој предмет ти е најлесен? Македонски, математика, ликовно, физичко, музичко? Ликовно. Ликовно. А ти чо? Јас се викам Давид Мирчевски, имам 8 години и сум трето оделение, учам во основното училиште Браќа Рамис Хамид. Наставничката ми се вика Доста Матевска и најлесен предмет ми е математика. Што сакаш да видиш кога ќе порастиш? Фудбалер. За кого навиваш? За Вардар. Кој ти е играч најмногу го сакаш од Вардар? Си слушнал за Дарко Панчев? Да. Така. А ти? Јас сум Јордан Чардановски, имам 13 години и учам во основното училиште Свети Кирил и Методи во Центар и живеам во селото Горно Ризари. Оба сега да ми кажеш, дома на тато и мама им помагаш? Да, им помагам Имаш за секоја работа. имаш дадичка или братче? Имам поголем брат, Како се вика? Кристијан. Се подкарувате некош? Молам? Се подкарувате со брат ти? Често. Често. Зошто повеќе? За игрите, а? За игри? Да. Така. За А ти? партите. Па, јас сум Андреј Томевски, имам 13 години и сум 8 оделение, учам во основното училиште Живко Брајковски. Има 8 деление до година, ќе бидеш 9-то. Да. Размислуваш да речеме кај ќе се запишуваш? Па, уште не. Така. Иначе вака да речеме што сакаш да се запишеш? Што сакаш да бидеш кога ќе порастеш? Па, колку е порасна? Да. Бракометар. Ракометар? Одлично. Да сте ми здрави и живи. Почитувани мои, како што вели народот, на муабетот му нема крај. Со едно идење се не може да се види, се не може да се наслика, да се запише, но пред да си заминам од селото Горно Ризари, предлагам престанатиот дел од приказната, што на почетокот на овој документарен запис за селото Горно Ризари, што мојот домајчин Игор Мирчевски започна да ми ја раскажува, од тоа што тој го прочитал во научниот труд на еден од најголемите македонски антрополози и географи, не само во Македонија, туку и во светски размери, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Скопското поле, а се однесува за периодот до 1955 година, за неговото родно село, да го погледнете во наредното продолжение на овој документарен серијал со работен наслов Скопското село Горно Ризари, некогаш и денес.